Благодарам, председателе. Почитувана заменичка на министерот за животна средина и просторно планирање, почитувани колешки и колеги. Мислам дека повеќето од нас веќе во своите излагања ги опфативме овие измени кои што се однесуваат за прогласување на контаминирани локации и создавање со ова законско решение на правна рамка за ремедиација, многу значајно за нас во Македонија, бидејќи, еве да потсетам, ние имаме и 16 така наречени жешки еколошки точки, кои што се останати уште од 60-тите, 70-тите години, така наречено старо индустријско загадување. И за успешно ремедиација на овие контаминирани подрачја, навистина е потребно тоа да добие една правна рамка и се еве како пример за едно што веќе и започна да се отстранува тој токсичен опасен отпад е од локацијата во Охрид во Скопје. Тоа се постапки кои што се навистина комплицирани, кои што не само што бараат правна рамка, туку бараат и многу стручна експертиза. Тоа се навистина многу мал број на фирми во светот кои што се занимаваат со третман на ваков опасен отпад и се разбира дека и финансиски е тоа многу захтевно и мене ми е драго што во соработка и со меѓународните организации и држави добиваме и финансиска и експертска помош за да можеме да се справиме со ова старо децениско загадување и уверена сум дека овој закон ќе оди во прилог на тоа. Она што јас секако се консултира веќе со одредени граѓански здруженија кои се заинтересирани, кои работат во доменот на животната средина и го споделувам нивното мислење за членот 30 во кој во овој закон со кој што практично за големите согорувачки инсталации со капацитет поголем од 50 мегавати ќе може да се продолжи усогласувањето со оперативниот план за дозвола до 1.1.2026 година и би сакала околу тоа да се произнесам. Мислам дека, јас разбирам дека е тоа еден соопфатен, долг процес кој што чини многу пари и така натаму, но мислам дека предолго трае процесот на прилагодување и усогласување со стандардите и критериумите за интегрирана дозвола од некои индустријски капацитети и мора да оди процесот побрзо. Она што досега го имавме, значи прво беше рокот 2014 април, па се продолжило, после гледам со измени во законот до 2019, за сега повторно да продолжуваме до 2026 година. И навистина мислам дека тука треба сите да бидат попосветени во тоа. Знам дека клучно проблемот е со рек Битола, кој што е еден од најголемите загадувачи во Македонија и емитер на овие штетни стакленички гасови. И согласно Европскиот зелен договор и Зелената агенда за Балканот, јасно е дека мора да се направи транзиција од фосилни извори на енергија, особено во производството на енергија од јаглен, кон обновливи извори на енергија. Добро е што со ТЕЦ Осломеј веќе се претвара, да речам, полека постапката е во тек во фотоволтаична централа. Тоа е начинот на кој што треба да се спроведе оваа транзиција, но навистина немам разбирање за состојбата во рек Битола, бидејќи навистина сметам дека досега можеше нешто да се оствари и во тој поглед. Она што е многу важно е дека ние мораме како држава да преземеме активности за спроведување на зеленото сценарио од стратегијата за енергетика. Мислам дека е тоа единствениот начин, убедена сум во тоа, како можеме да обезбедиме здрава животна средина и ефикасна борба со климатските промени.
затоа што се друго единствено ќе биде непотребно трошење на ресурсите и повторно соочување со истите проблеми во однос на загадувањето на животната средина и климата. Со тоа зелено енергетско сценарио точно и се предвидува и рек Битола се разбира постапно да се заменува со други поеколошки горива кои што ќе ги користат како ресурс за производство на електрична енергија. Јасно е дека е тоа наш стратешки енергетски капацитет, но мислам дека сите мора повеќе да направиме притисок да овој процес тече побрзо и сите да помогнеме во тој процес, за да единствено на тој начин успееме во некој догледен рок да ги направиме промените кои што ни се потребни и нас овде. Тоа е проблем со кој се соочува и целиот регион на Западен Балкан, бидејќи главно во повеќето држави производството на струја се базира на јаглен, што е нешто што секако мора во догледно време да се напушти и да се премине на обновливи извори на енергија. И од овде би сакала еден апел до сите вас како колеги, пратенички и пратеници, бидејќи и со ова законско решение, како и со другите што се однесуваат на заштита на животната средина и климата, се врши усогласување со Законот за прекршоци. Јас ве замолувам сите, бидејќи тоа е еден системски закон кој што веќе е на дневен ред на седница, но се уште не се создадени услови, бидејќи на комисија не е разгледуван, затоа што тој закон овозможува да ги зголемиме 20-кратно казните за загадување на животната средина. Ве молам во најкус, бидејќи навистина долго време помина, најкус можен рок да го усвоиме законот, за кој бидејќи е системски ни е потребно 2/3 мнозинство. Мислам дека сите сме согласни околу тоа дека сакаме и ни е важно да имаме чиста и здрава животна средина, а зголемувањето на казните секако може да придонесе во таа насока. Ви благодарам.